Околу 300 вработени на клиничкиот центар од 1 јули ќе може да се паркираат во паркинг просторот на трговскиот и деловен комплекс Лимак, со што ќе се ослободи место за граѓаните кои доаѓаат на клиниките. Ова е привременото решение со кое министерот за здравство Азир Алиу се обидува да се справи со хаосот со паркирањето на клинички, бидејќи, како што истакна и самиот, таму дневно циркулираат околу 6000 луѓе, од кои 2500 се вработени. Обезбедуваме паркинг простор за 300 возила, наменет за вработените во здравствените установи кои функционираат во рамките на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и кои ќе имаат 24 часа пристап до паркинг местата во просториите на Лимак. Клиничкиот центар добива паркинг кој ќе е во служба на пациентите. Но ова е само прв чекор во решавање на проблемот. Започнуваме и со системска анализа на просторот, ќе го мапираме секој агол. Досега за решавање на проблемот со паркирањето во клинички има направено неколку физибилити студија, но тие главно се однесуваат за изведба на катни гаражи. За некакво долгорочно решение министерот Алиу вели сега не може да стане збор, бидејќи како што е познато постои идеја за нов клинички. Иднината на паркингот мора да биде поврзана со иднината на клиничкиот центар. Затоа до тогаш ние ќе мора да имаме решенија кои што ќе го подобриме просторот и ќе најдеме простор повеќе за паркирање. Ова е првиот чекор. Вториот чекор е да се мапираат внатре. Во моментот имаме 700 мапирани места, а се паркираат 2000 до 3000 паркинг возила. Фактички се паркираат во зеленило, на самиот пат, и тоа треба да се уреди. Министерот Алиу најави поставување интерактивни табли, но и апликација кои ќе помогнат за полесност на оѓање и на возачите и на граѓаните, како да стигнат до одредена клиника или оддел.